Од Свети Николе сакаме да порачаме дека е доста со црни сценарија. Доста на Република Македонија некој да не води во безизлез. Сакаме да порачаме кон СДСМ дека Свети Николе не сака двојазичност. СДСМ нека почне да прави позитивни проекти за Република Македонија. ВМРО-ДПМН тоа го прави постојано. Свети Николе е македонски град и Свети Николе ќе работи за Република Македонија. ВМРО-ДПМН ќе покаже колку силно ќе победиме на 11 декември. Ние сме позитивно насочени кон сите проекти, сакаме да стигнеме до секој еден граѓанин и да им порачаме дека сета онаа програма што имаме предвидена е токму за нив. Ќе работиме за граѓаните, ќе работиме за проекти за Република Македонија. Мора веќе еднаш да ставиме крај на кризата и да се определиме кон нешто што е добро за Република Македонија. Тоа е ВМРО-ДПМН, тоа е проектите, тоа се делата што треба да се видат токму на во сите општини, во сите населени места. Имаме многу проекти што треба да ги реализираме. Доста се обструкциите, доста се сите оние црни сценарија што сакаат некој да видат Република Македонија во нив. Ние ќе се насочиме кон позитивни проекти, кон позитивни работи за секој еден граѓанин, за земјоделците, за градежните работници, за докторите, за сите профили во Република Македонија. А тоа ќе го направиме сите заеднички, сплотено, и од Свети Николе ќе порачаме дека ја сакаме Република Македонија и ВМРО-ДПМН ќе добие 63 пратеници на следните избори. Конечно ги добивме овие избори. Конечно СДСМ прифатија избори кои се надеваме дека повторно нема да избегнат, свесни се дека ќе доживеат голем пораз и ВМРО-ДПМН силно ќе победи на овие избори. Почитувани сограѓани, политичката криза која што е наметна СДСМ во Македонија предолго трае. Предолго сите сме заложници на едно црно и мрачно сценарио кое што ни ги нарушува нашите секојдневија. Вие сте мудри луѓе. Вие добро знаете да процените кој работи во име на народот и кој и како работи во име на државата. Вие добро знаете да ги процените делата, трудот на министрите, трудот на градоначалниците. Уште еднаш по кој знае кој пат македонскиот народ е исправен пред предизвик. Нас не ни се потребни поделби. На Македонија е потребен стабилен парламент од 63 пратеници. На Македонија е потребна стабилна влада која што ќе граби напред кон иднината на сите наши деца. Затоа што ние треба да ја трасираме. Почитувани сограѓани, предизвикот е едноставен. Треба да победи опцијата која што нуди дела, која што нуди зголемени пензии, која што нуди нови проекти, нови канализации, нови водоводи, нови патишта, нови промени на азбестните цевки и нови градинки. Тоа е еднината на Македонија. На Македонија не и треба враќање назад, на Македонија најмалку и треба двојазичност. Гоце Делчев во Свети Николе секогаш ќе биде и ќе остане училиштето Гоце Делчев. Затоа ние како и досега масовно ќе се појавуваме секаде на теренот. Ќе влеземе во секоја куќа, ќе тропнеме во секој дом, ќе ја кажеме нашата програма, ќе го понудиме нашиот отчет, затоа што граѓаните на Свети Николе добро знаат да го проценат тоа. Одиме на убедлива победа на 11 декември.